Почитувани добровечер, вечерва во став гостува Драган Јаневски, директор на Средното техничко училиште Наце Буѓони. Господине Јаневски, добровечер и ви благодарам на одвоеното време. Добровечер и поздрав до гледачите на ТВ Плюс телевизија. Техничкото училиште обезбеди најсовремена опрема за изведување на воспитно-образовниот процес и практичната настава. Веќе располагате и со компјутерско-роботска опрема која како донација добивте од неодамна од германската амбасада. Може ли поконкретно ни кажете за каква се опрема станува збор, за кои профили ќе се користи и дали веќе опремата е во функција? Да. Ние со помош на германската амбасада преку АХК Германска стопанска комора што е во Република Македонија имаме подолго време соработка и оваа соработка конкретно со германската амбасада имаше ефект со добивање на 2 роботски раце за настава на македонски наставен јазик и настава на албански наставен јазик. Станува збор за современо нагледно средство кое што го нема во другите училишта, комотно можем да кажем во нашата држава и е неопходна за одвивање на еден современ наставен процес кај учениците. Роботската рака може да се користи во сите струки што ги имаме во нашето училиште, а посебно во електротехничката и машинската струка, по-конкретно за профилот мехатроника и електротехничар енергетичар, а во машинската струка за машинско-енергетски техничар и особено за техничар за компјутерско управување. Значи, тоа е нагледно средство кое што има разни движења, разни действија кои што може да ги изврши и е во современиот индустријски процес неопходно. Така да нашите ученици имаат допир со ова нагледно средство. Голема благодарност до германската амбасада за тоа што се работи за неевтино нагледно средство, така да ние од самите можности што ги имаме, не можеме да дојдеме до такво нагледно средство. Изминатиот период обезбедивте и друга опрема, мислам дека станува збор за лаптоп компјутери. Так, покрај оваа роботска рака, што е од пред месец дена, ние пред тоа континуирано набавуваме опрема за осовременување на наставниот процес во нашето училиште, по-конкретно станува збор за лаптоп компјутери со најсовремени перформанси кои што ги набавивме пред 2 месеци и тоа е по-конкретно лаптопови кои што се однесуваат за машинска струка. Постојано вршиме набавка, можам да кажам дека за последните 5-6 години преку 200 лаптопи современи имаме набавено во нашето училиште. Ова е последна набавка која што е наменета пред се за машинската струка, за профилот техничар за компјутерско управување, значи за осовременување на нивниот наставен процес, за нивниот кабинет, за да може да управуваат со CNC машините и рутери и ласер кои што ги набавивме во претходниот период. Тоа е сега, пред тоа набавивме хидроулична опрема која што е за профилот машинско-енергетски техничар. Кога зборам набавивме, секогаш мислам и на македонски и на наставен јазик, значи по 2 опреми набавивме, лаптоповите ги поделивме подеднакво и за двата наставни јазика, како и роботската рака. Тоа е во последната година што е набавено. Со акцент на машинската струка, изминатите години континуирано вршевме набавка и за медицинската струка. На профилот на училиштето, на сајтот на училиштето, постојано даваме новини што се случуваат кај нас. Медицинската струка можам да кажам дека е опремена со се што им е потребно за одвивање на еден современ наставен процес. Во електротехничката струка, по-конкретно за профилот компјутерска техника и автоматика, кој што ни е најактуелен, можам да кажам, и за уписите и најинтересен за учениците, постојано вршиме набавка преку Логин Електроник, значи и проектите што ги имаме и со електротехничкиот факултет, така да во континуитет имаме набавка на современа опрема за тој профил, бидејќи ни е најтражен и најценет моментално сега на пазарот на трудот.
Она што е новина за техничкото училиште е дека е целосно гасифицирано, но и пред да биде гасифицирано, техничкото училиште од секогаш беше солидно опремено за загревање на просториите. Стартуваше ли загревањето на природен газ и кои ќе бидат бенефитите? Така, значи извршивме гасификација на нашето училиште, процес кој што го чекавме подолго време. Тоа е процес кој што не беше вршен само со нас, туку и со проектот кој што го изработи општината и приклучокот на газ со Куманово газ. Заврши тој процес, ги приклучивме котлите за загревање на објектите кои што ги имаме. Станува збор за објекти кои што се во паралелките каде што учат ученици со настава на македонски наставен јазик, кај учениците со албански наставен јазик се уште е на мазут. Имено станува збор за три котли. Не се 3 котли, тоа се 7 котли кои што дел се на главната зграда, дел се на училишната спортска сала која што е до сега не загреена, пошто е релативно нова од пред 3-4 години, и она најстариот дел, работилницата, која што до пред 5-6 години се грееше на ќумбиња. Гасификацијата ни е овозможена со помош на проектите и залагањата кои што ги имавме од наша страна и од општината и Куманово газ. Тука мора да го спомнам и УНОПС, значи тоа е организација која што фактички даде средства да се набават овие најсовремени котли, инвестиција која што е доста скапа и за нас и за општината, али успеавме во сето тоа, така да успеавме да го гасифицираме нашето училиште, да го добиеме тој ефтин и еколошки енергенс за да можеме да ја влијаеме на околината. Котлите се доста моќни, поединечни се, значи посебно се ставени на главната зграда, посебно на работилницата и посебно на училишната спортска сала, така да, зависно од просторијата која што се користи, таму и ќе се загрева, мислам дека станува збор за тотално автоматизиран и процес кој што е рентабилен. Пред тоа, пред 2 години, со помош на општината, ние знаете дека поставивме фотоволтаици, значи станува збор за моќност која што е солидна и доволна да ги задоволи нашите потреби што ги имаме во нашето училиште. Пред тоа ние знаевме дека на некој начин мора да извршиме климатизација и загревање на училиштето со помош на инвертер клима уреди. Ние како училиште направивме еден план и во овој момент можам да кажам дека секоја просторија која што имаме во нашето училиште е климатизирана со инвертер клима уред, без разлика дали станува збор за процес на загревање или процес на ладење, така да со помош на фотоволтаиците кои што ни ги овозможи општината, голема благодарност и до општината за таа инвестиција, ние фактички користиме енергија на сонце бесплатно за загревање и за ладење на нашето училиште. Овој процес на гасификација што го направивме сега фактички го надополнува тој процес, затоа што во утринските часови, додека да изгрее сонцето, ние фактички ќе се загреваме на газ, а после тоа ни следи она бесплатна енергија од сонцето. Сега, кога станува збор за екстремно ниски температури, тогаш процесот ќе биде целосно на газ. И она котело што го имавме пред тоа на мазут си остана, така да имаме алтернативи за загревање на училиштето во кое што ни одговара во секој одреден момент од денот и од годината. Последниве години 9 оделенците имат најголем интерес за техничкото училиште, веројатно со оглед на тоа што располагате со најбараните струки и профили на пазарот на трудот. И годинава запишавте најголем број на ученици. Дали и оваа година најатрактивни за учениците беа, како и претходните години, електротехничар за КТА, дуалната паралелка, здравствената струка и слично? Така, значи ние имаме струки, современи струки, кои што во моментот се најбајрани и не само на македонскиот пазар, туку и околните западни земји, така да заинтересираноста за учениците во нашето училиште да се запишат е голема. Секако дека се приметува она што го имаме постојано исцелување и помал број на ученици, значи и кај нас се случува да имаме помал број на ученици во сите струки, не само во една, али далеку сме од она да се жалиме дека немаме доволен број на ученици.
ние од друга страна вршиме модернизација на нашите профили, значи постојано ги апдейтираме со оние профили кои што и струки и профили кои што се барани на пазарот на трудот. Поконкретно сакам да кажам за мехатроника која што е воведена пред не цели 3 години, значи тоа е смер кој што е моментално најбаран на западот, а и кај нас, значи еве во фабриката Дрекслер Мајер поконкретно, бидејќи тој профил е со станува збор за дуална паралелка во соработка со Дрекслер Мајер, значи фирмата која што се е германска инвестиција, и на почетокот пред 3 години, додека учениците да го осознаат, немаше толку заинтересираност за тој профил, додека оваа последната година е фул потполнета таа струка, затоа што се одекнува она дека станува збор за профил кој што е најбаран и дека учениците со помош на Дрекслер Мајер, тоест дуалната паралелка која што ние со нив, фактички добиваат доволно знаење да можат да излезат на пазарот на трудот. Инаку другите профили постојано се со задоволителна бројка, освен она профил од компјутерска техника автоматика, каде што е до крај пополната бројката, и оваа година е истата состојба. Најзаинтересирани учениците се уште за овој профил. Додека и другите профили, електротехничар, енергетичар, исто така има бројка која што е задоволува, 25 ученика имаме запишано. Во медицинската струка постојано се случува да ги формираме тие две паралелки, не се фул, али има бројка за да се добијат две групи за да може да се работи солидно со тие ученици. Тоа е кај македонските, додека кај албанскиот наставен јазик, таму најголема заинтересираност имаше за медицинска сестра, и постојано, значи, останува она заинтересираност огромна, значи, постојано фул ученици запишани, додека во другите профили е помалку, али не е нешто страшно да можеме да кажеме дека сме погодени од она што се случува помал број на дечиња во 9 одделенци што завршуваат. Додека за дел од профилите се бара место повеќе, годинава за прв пат згасна паралелката конструкцијски механичар, но со една паралелка помалку се и гимназијата Гоце Делчев, Сами Фрашери и средното училиште Перо Наков. На што се должеше згаснувањето на оваа паралелка во вашето училиште? Конструкцијски механичар е од машинска струка, тоа е профил кој што е од 3 годишно образование. Ние со години знаеме дека станува збор за профил кој што не е атрактивен за учениците, бидејќи не е како струка дека не е добар, тоа е и како добра струка и како добро платена струка на пазарот на трудот, посебно во западноевропските земји, али станува збор за 3 годишно образование кое што нашите ученици не го преферираат. И ние со години назад знаевме дека овој профил еден ден ќе згасне, така да ние како училиште сме спремни, нема да не погоди онаа што ќе изгубивме една паралелка, али сепак не треба да се случува таква работа, затоа што таква категорија на ученици, таква категорија на механичари и треба на секоја индустријска гранка, така да штета е што тој профил го згаснавме оваа година. Не знам за до година како ќе стојат работите, можеме ли да продолжиме, али во овој момент е тоа што е. Значи, ние останавме со една паралелка помалку, тоа е конструкцијски механичар, профил од машинската струка. Наце Бојони неодамна го одбележа патрониот празник. Како го оценувате едногодишниот период на училиштето во однос на успехот на учениците? Мислам дека имаше голем број ученици со голем број освоени награди на државни надпревари, а имавте и представник од училиштето на глобален IT надпревар во Соединетите Американски држави. Така. Значи ние постојано во последно време постојано се наоѓаме на врвот на сите надпревари. Ајде ќе почнеме од државниот надпревар од електромашинска струка. Во електротехничар и енергетичар веќе 12 години поред сме државни прваци. Тоа е огромна работа, огромен труд, значи постојано да го држиме тоа ниво и да имаме 12 години поред државен првак. Тоа не е мала работа. На истиот надпревар
постојано покажуваме подеми во другите профили. Оваа година второ место земе компјутерска техника и автоматика, значи за прв пат ученик второ место, пред тоа имавме пофалници и трети места. И од машинската струка, техничар за компјутерско управување, исто така второ место на државно ниво. Што значи дека имаме крива на постојан раст, значи што е добро за нас како училиште и за менаџерски тим ние што го менаџираме и за професорите што се вложуваат да го пренесат тоа знаење на учениците. Покрај тие надпревари кои што се од струките кои што се носечки за нашето училиште, имаме добри резултати и од општообразователните предмети, по-конкретно за биологија имавме второ место минатата година. Имаме забележителни резултати по македонски јазик и литература, имавме пред некоја година прво место на меѓународен надпревар кој што се одржа во Сараево, така да покрај машинска и електротехничка струка имаме подем и во другите општообразователни предмети што не беше својствено за учениците од техничкото училиште во изминатите години. Така да ја како директор сум и текако задоволен од фактички од сите професори кои што учествуваат во наставниот процес на учениците. Карактеристичен е меѓународниот надпревар, тој е Microsoft Office специјалист од компјутерска техника и автоматика. Веќе 3 години наш ученик, по еден ученик се надпреварува на меѓународно ниво, на светско ниво и учествуваат, значи во Америка тој се одржува и оваа година под менторство на наш професор, еден ученик од нашето училиште и еден ученик од гимназија Гоце Делчев зема учество. Сега во тој таму надпревар тешко е да се освои прво место, али битно е да се учествува, така да имаме резултати и во тој поглед. Ученици и наставници од вашето училиште ќе учествуваат на практична обука, односно ќе имаат практична обука под менторство на стручни компании во Република Бугарија. Кажете ни поконкретно за каков проект станува збор. Да. Ние пред година и пол-две имавме еден Еразмус проект, зборам Еразмус проект кој што НАЦЕ Буѓони е носител. Значи имавме Еразмус проект преку нашата национална агенција и не станува збор за Еразмус проект, она што народот го вика шетање. Значи не е случај тоа со нашите Еразмус проекти кои што НАЦЕ Буѓони ги тера напред. Значи тоа е проект каде што учествуваат 14 ученика од нашето училиште, зборам за електротехничка струка, по-конкретно за профилот електротехничар или енергетичар, и двајца професори во соработка со Република Бугарија, во организација со Република Бугарија, ние пред 2 години имавме посета на Бургас. Значи, учениците беа 14 дена присутни таму и за тие 14 дена посетија, не знам сега точна бројка, али голем број на фирми и предпријатија кои што се бават со таа дејност од која што се они, тоест електротехничар и енергетичар. Збориме за сончеви панели, обновливи извори на електрична енергија, значи трафостаници. Учениците после тој проект, значи дојдоа, значи задоволни, значи апдейтирано знаење од тие струки таму, од тие фирми што ги имат видено. Истото тоа ќе го повториме и оваа година, не за иста работа, значи слична работа. Оваа година е по-конкретно за обновливи извори на електрична енергија, ќе гледат ветерници и фотоволтаици. Кога ќе кажам оваа година, мислам на оваа учебна година. Проектот е предвидено да се одвива од 23-24 март до 5 април. Тие 2 недели треба да посетат. Проектот ќе се одвива во Стара Загора, така да 20 професори од електротехничка струка и 14 ученики и оваа учебна година ќе одат на Еразмус проект во Бугарија. Во меѓувреме продолжува и проектот Технологија за тебе. Какви активности се реализираат во рамките на овој проект? Тоа е проект од смерот компјутерска техника и автоматика. Ние со години назад имаме одлична соработка со Login Electronic, значи тоа е фирма од таа делатност која што е од Скопје и имаме доста добра донација од нив. Секоја година ни предаваат вежби кои што се користат во процесот на учење на по-конкретно за практична настава на учениците од компјутерска техника и автоматика. Откако соработуваме со нив, се
во последните 3 години, значи се вклучи и Електротехничкиот факултет од Скопје. Тоа е проект кој што се реализира помеѓу Наце Буѓони, Електротехничкиот факултет ФЕИТ од Скопје и Логин Електроник. Наши ученици одат, значи, во лабораториите во Електротехничкиот факултет и се надпреваруваат. Фактички, она опрема што ни ја дава Логин Електроник, ја користиме за надпреварување на тој проект, тоест на Електротехничкиот факултет. Техничкото училиште повеќе од 10 години соработува и со едно училиште од Велес, исто така преку проект. Какви се искуствата досега, каква е соработката? Да, тоа е проект на Министерството за образование и наука, меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Ние со нашето партнер училиште, исто така Електротехничко училиште од Велес, Колен Неделковски, па не знам колку точно, веќе 13-14 години сме први по таа работа и кога ќе излезат оние ранг листи од Министерство за образование и наука, ние сме први. Успешно го тераме тој проект веќе 14-15 години. Голема благодарност и до НИФ, бидејќи активно учествуваат, до учениците од нашите албански паралелки, од македонските паралелки и пред се менторите кои што ги водат децата, значи да биде успешен тој проект. Во колку Еразмус проекти, зборуваме за проекти од Еразмус плюс програмата, е вклучено училиштето во оваа учебна година? Во оваа година, реков, за еден проект дека сме ние носители, а она како ќе испадне како подносители, тоа е веќе како ќе се одвиваат работите. Инаку ние сме носители на еден проект на Еразмус, ова што ви реков дека ќе се одвива од 23-4 март до 5 април. Во училиштето функционира и Центар за поддршка на ученици. Која е целта и функцијата на ваквите центри? Се охрабруваат ли ученици жртви на некаков вид насилство, особено актуелно е врсничко насилство, да пријават дека нешто се случило и да побараат помош од стручните служби, но и од своите соученици кои што веќе се обучени за работа во Центарот за поддршка на ученици? Да, тоа е работа која што нашата педагошко-психолошка служба по водство на нашиот психолог активно ја работи веќе подолго време, значи се формирани тимови кои што поодамна, кои што како завршуваат учениците 4-та година го пренесуваат знаењето на претходните години, 2-3 година, да можат учениците сами, значи нормално под нивно менторство, а може и под менторство на нашите педагог-психолог што ги имаме во училиштето, но и сами да можат да изменаџираат проблеми кои што се јавуваат помеѓу младите, нормално додека ако побараат таква работа. Таа работа мислам дека доста добро ја води мојата служба во нашето училиште и дека дава доволно резултати, убави резултати за да може да се спречи врсничко насилство помеѓу учениците. На завршната манифестација по повод месецот на книгата, организирана од Градската библиотека Тане Георгиевски, ученички од вашето училиште ги собраа речиси сите награди кога станува збор за поезијата, а наградени беа и на уште една завршна манифестација во организација на Друштвото на писатели. Дали како училиште сте горди на талентираните ученички? Ја претходно реков, Наце Буѓони иде по нагорна крива и постојано покажуваме добри резултати не само во оние носецки струки што ги имаме електротехничка и машинска струка, ова е поконкретно за македонски јазик и литература. Нашите професори во последните 10 години толку е подигната тој предмет, значи македонски јазик и литература, нашите ученици толку го подигнаа на повисоко ниво да ние почнавме и награди да собираме по Македонија од поезија и од книжевност, каде што претходно не било замислено за нашите ученици од техничко училиште таква работа. На тој конкурс прво место имаме, второ место и трето место, сега не ги знам имињата на учениците, али освоивме и прво, и второ, и трето, под различни менторства на нашите професори. Имаме активно учество и со Друштвото на писатели на Македонија, секоја година се дружиме, значи правиме литературно читање и во нашето училиште и во останатите овие културни објекти кои што ги имаме во нашиот град. Значи добро е што и во таа насока, значи Наце Буѓони покажува подем. Какви се плановите за иднина, кон што ќе се стреми училиштето, ќе работи ли уште на унапредување и осовременување на наставниот процес?
ние не планираме во овој момент запишување на некоја плюс паралелка, затоа што просторните услови во НАЦ Бољони не го дозволуваат тоа. Ние планираме тие што ги имаме паралелки, ако можеме да ги модернизираме, тоест да фатиме тренд со она дуално образование што го збориме, али не по секоја цена. Значи, зборам дуално образование како што треба вистински да биде дуално образование. Значи, како што, еве давам пример Дрекслер Мајер, што сме ние дуално образование за профилот мехатроник. Значи, не е дуално образование ученикот само да излезе од нашата школа и да кажеме дека врши практична настава некаде. Значи, збориме за вистинско дуално образование, каде што учениците ќе го надополнат своето знаење, ќе научат, значи ќе се надоградат во тие организации во кои што одат. По-конкретно, компјутерска техника, автоматика, машинско-енергетски техничар, техничар за компјутерско управување и електротехничар енергетичар, па и медицинската струка зборевме, имавме некои преговори со нашата градска болница да можеме да направиме дуална паралелка. Имаме најави, од оваа година остваривме контакти по-конкретно со Рафинерија Окта. Рафинерија Окта е заинтересирана за нашите ученици за профилот електротехничар енергетичар и за профилот машински енергетски техничар да направиме дуална паралелка. Од овој септември почнавме со учење преку работа кај нив, па ќе видиме за наредната учебна година ако можеме да направиме чекор понапред и да направиме дуална паралелка. Дали за двата смера, дали за едниот смер, значи ќе видиме како ќе кажат можностите кои што ќе ги има ОКТ. Значи, идеме напред, не во поглед на проширување на број на паралелки, туку во осовременување, значи осознавање на перципирање на поголема практична настава и поголемо знаење на учениците. Ви посакувам успех во идниот период и ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодарам, поздрав до гледачите на ТВ+ телевизија. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер.